ќе ги представиме редоследно, може полека со кранот да ги видиме гостите, ценетите гости. Воден е професор доктор Александар Петровски, подполковник, професор на Војната академија, катедра за војни науки и вештини, магистар Реджеп Мустафовски, поручник, соработник на Војната академија, Институт за сајбер безбедност. Добро утро и за дамите. Мирјана Мандич, помлад водник, 4-та година студии, род врски од Босна и Херцеговина. Питомец Мартина Стаменова, помлад водник, 4-та година студии, род врски од Македонија. Добро утро за сите, добре ни дојдовте. Прво дамите да ги прашаме како се чувствувате, се е окей, прво гостинката од Босна и Херцеговина? Одлично, се е супер. Да, одлично се чувствувам, се е супер. Ќе се обидам јас да преведувам, да парафразирам. Мартина исто? Супер. Добре, во студиото. Кратко и јасно, промптно, војнички, нема импровизација. Професоре, ќе почнеме со вас. 14 јуни 2024, 29 години од постојањето на Војната академија. Дали го исполнува она за кое што е создадено и за кое што постои? Добро утро до вас и до гледачите на Македонската радио телевизија. Благодарност за можноста на овој голем ден за нас. 29 години, како што рековте, од формирањето на Војната академија. Далечната 1995 година е формирана Војната академија генерал Михајло Апостолски како единствена високообразовна и научно-истражувачка институција во нашата држава, која што има основна цел, значи едукација, оспособување и усовршување на кадри за потребите на Министерството за одбрана, армијата и нормално од 2010 година наваму за потребите на Дирекцијата за заштита и спасување и управувањето со кризи. На прашањето дали ги исполнува ветените или запишаните законски правилни одредби, би рекол дека изминатите 29 години низ академијата поминаа повеќе од 1500 студенти на додипломски студии. Меѓувремено се реализирани многу курсеви за стручно оспособување на офицери за служби во армијата, бидејќи кај нас во армијата има родови и служби. И моментално сега имаме курс за офицери за служби. Тоа се најчесто професии кои што ние ги немаме внатре, не можеме да ги обучиме. И тоа се доктори, инженери, машински техничари и така натаму. Меѓувремено имаме и курсеви за школување на кадрите од внатре од армијата, командно-штамната школа, која што е во тек и оди. Секако покрај додипломските студии, согласно ЕКТ системот, болонскиот систем на студирање, имаме и втор циклус на студии на Војната академија и нормално докторски студии на Војната академија. Тоа е една богата лепеза на студиски планови и програми кои што ние ги реализираме во изминативе години. И можем да кажем дека сме пионери во многу работи во едукацијата на високото образование. Магистар Реджеп Мустафовски, поручник, соработник на Војната академија во Институтот за сајбер безбедност. Колку Македонија е подготвена да се одбрани во сајбер просторот? Да, благодарам на прашањето. Во текот на Војната академија исто така ние ново формиран Институт за сајбер безбедност и дигитална форензика, кај што е првиот институт во државата и е современ, исто така опремен со најсовремена технологија и опрема, каде што ги задоволува условите кои што се побарани согласно НАТО земјите членки и военно тука има исто така соодветен кадар кој што може да се справа со сите безбедносни ризици и закани во светот. Ќе прашаме сега прво гостинката од двете дами, Мирјана Мандич, помлад водник, 4-та година студии, род врски од Босна и Херцеговина. Прво, како се чувствувате во Македонија? Одлично. Јас многу сакав да дојдам тука во Македонија и таа жалба ми се испуни. Ете, нема потреба ни да преведувам. Кратко време сте тука, сега го научивте македонскиот? Да, 4 години сме тука, сите предавања со на македонски јазик. Па не е кратко 4 години, нели? Времето е сосема доволно, да. Што е она што најмногу ве фасцинира во образованието, прво во војното образование, зошто се решивте како дама да, нели, постои тој стереотип дека војската е за мажите, вие како дама, зошто се решивте да влезете во овие води? Па, од малите нози ми беше жалба да студирам Војна академија, да бидем војник, да бидем офицер. Пред да се запишам на Војна академија, јас и бев припадник на вооружените сили во Босна и Херцеговина и ми се роди жалба да напредувам, да постанем офицер и излезе конкурс за Војна академија во Македонија и
дојдов тука. Соработката меѓу двете земји претпоставуваме на многу високо ниво, братски народ, пријателски народ, секогаш настроени позитивно едни кон други. Така е, да. Јас имам многу голема жалба да запознам македонски народ, бидејќи ние сме многу слични по менталитет, по обичаи и таа жалба ми се испуни, запознав многу пријатели. И по хуморот сме слични, скоро идентични. Да, и тоа. Мартина Стаменова, помладводник, 4 година студира од Врски од Македонија. Видовме на дел од инсертите, не знам дали забележа, свечениот чин на Воената академија, па како еден припадник на Воената академија се чувствува за време на образованието и како го чека тој момент кога ќе заврши образованието и ќе може практично да ги примени сите знаења? Во текот на студиите на Воената академија ние се стекнуваме со голем број на вештини, почнувајќи од лидерството, одговорноста, дисциплината. Имаме простор за голем развој понатаму во кариерата. Во текот на студирањето чувството е прекрасно се биде припадник на армијата, се биде припадник на, тоест дел од Воената академија, генерал Михајло Апостолски. И некако, како што се приближуваме до крајот, чекорот до тој чин, односно промоцијата, изгледа прекрасно од смисла на исполнување на тој детски сон, исполнување на желбата. Професоре, ова е ваша заслуга, ваквиот строг и конкретен одговор или такви мора да бидат војниците и припадниците на војните сили на Република Македонија? Постои одредено правило на служба кое што диктира одредени правила и норми на унифицираност, начин на однесување, кодекс и етика и така натаму, така да затоа сите сме така, тие учат од нас, од сите професори, од командирите. И тоа е тоа. Се пренесе од генерација на генерација. И така како што доликува, сега ќе биде малку поопуштена атмосферата кога ќе заврши разговорот. Професоре, повторно прашање за вас, Александар Петровски, подполковник, вонреден професор на Војната академија, катедра за војни науки и вештини. Колку ваквите свечености влијаат за позитивниот момент и позитивното влијание на она што Војната академија го нуди кај младите во минатото, тие што сме нели од поодамна присутни на овој свет, ја знаеме и она претходна држава, знаеме што значеше униформата, знаеме што значеше да се биде обележан со која било униформа од пожарникар па се до воено лице. Дали денеска се уште е така? Можете ли да направите, па не мора да биде споредба, бидејќи споредбите се неблагодарни, меѓутоа една паралела да направиме како војниците се чувствуваат денес во општеството, а како било тогаш? Најпрви, сите единици во армијата имаат свој ден кој што го празнуваат, така да и Воената академија. Ова е чин, како слободно можам да кажам, како еден роден ден на една институција, на еден човек. Ова е ден кога деканот на Воената академија, значи за посебни заслуги кои што секој од нас придонесол за академијата, ќе даде значки, награди, пофалници, денови и така натаму. Така да сметам дека не многу се разликува денот од претходно тоа што било до денес. Само можем да кажем дека работите стануваат подобри, на некој начин поубави, порепрезентирани, благодарение на медиумите. Мислам дека денеска сите ќе знаат дека 14 јуни е денот на Воената академија и воедно би ги повикал сите млади луѓе, значи, кои што сакаат да видат како нас да ја носат униформата, да се пријават на конкурсот на Воената академија, кој што моментално е во тек, кој што млади луѓе не се постари од 21 година, се чувствуваат психофизички спремни дека може да одговорат на овој предизвик, слободно нека конкурираат на Воената академија. Ние ќе им пружиме највисока можна, значи највисоко можен квалитет на настава, обука, ќе имаат можност преку Erasmus+ програмата да заминат во некој од соседните земји, можат еден семестар да поминат во Соединетите Американски држави за дошколување и така натаму. Така да процесот на едукација на Воената академија денеска се разликува многу од пред 20 на 30 години и сето тоа во поглед на унапредување и нормално сега како членка на НАТО пактот Сојузот ние имаме многу отворени врати за можности за доусовршување со цел да ги исполниме стандардите и задачите кои што стојат пред нас.
Реджепе, вториот дел од прашањето за еден млад човек кој што решил да облече униформа. Значи ли нешто униформата? Ја препознаваат ли луѓето на улица? Ја отпоздравуваат ли? Има ли насмевки? Да. Тоа така беше случај во минатото? Па да, исто така јас сум доста млад генерално и исто така во делот на наставниот кадар на Војната академија јас сум еден од најмладите таму. Искрено јас завршив пред 2 години на Војната академија и е особена чест и гордост нели да се носи униформата. Покрај службата, бидејќи служев 2 години во армијата, имав и чест да бидам и на неколку курси надвор од државата. Како во државата, така и надвор од државата, униформата е препознатлива од сите лица, зборам од цивилниот дел, така да мислам дека сите посакуваат еден ден да си облечат униформа, кои што знаат како е, нели? Па да, во минатото голем дел од... И исто така не само препознатлива, исто така имаат и предност, да речеме во цивилниот дел за доста работи, бидејќи знаат нели како е да се биде офицер, бидејќи не е баш едноставно, се бара особена одговорност во текот на школувањето, исто така и после школувањето, значи низ текот на кариерата сите војни лица сносат одговорност за сите војни активности што ги реализираат. Голем дел од младите во наше време, барем тоа е далеко од твоето време, посакуваа некогаш, барем за кратко да облечат униформа. Сега уште едно прашање, сајбер безбедноста е многу фрагилен, многу суптилен дел од современиот живот. Да. Успеваме ли да го доловиме она што е потребно, да се едуцираме прво, а потоа и да се заштитиме од... Да, како Институтот за сајбер безбедност и дигитална форензика, како што е најнов и единствен институт во државата, исто така нуди и е планирано да нуди обуки и курсеви за персонал што е во рамките на армијата и другите министерства и невладени организации во државата. И тоа не само на другите лица, но исто така и на лицата вработени во институтот, ке има енормен развој и едукација со цел да може да се справа со сите предизвици и закани што постојат нели во современата технологија и во светот. Мирјана, прашање за вас уште едно. По завршувањето, бидејќи 4-та година студии, тука некаде е крајот, по завршувањето на студиите, дали една дама која што доаѓа од Босна и Херцеговина, која што поминува тука, рековме, не е кратко времето, е сосема доволно да се запознае на култура, да се запознае еден друг народ, да се види еден така наречен диверзитет, меѓутоа дали се чувствува подготвена, образовно и образувана да влезе во водите кои што следуваат понатаму, а тоа е армијата, нели? Да, мислим дека да, бидејќи Војна академија генерал Михајло Апостолски има образование на многу висок ниво, имаме најсовремените технологии, имаме обуке секој ден и мислим дека после завршувањето на Војна академија, мислим дека смо подготвени за сите предизвици што ќе имаме во офицерска кариера. Мартина Стаменова, за македонските млади се вели дека едве чекаат да завршат високо образование и да заменат од државата. Војската или Војната академија подготвува кадри кои по дефолт или по она што следува во кариерата треба да останат тука. Што размислуваат питомците македонци, македонки? Така. Да треба искрено повторно да се запишам на некој универзитет, факултет. Тоа повторен избор бил во Војната академија. На Војната академија жртвата е огромна, но исто така допринесува да имаме самостален развој, да бидеме самостални, дисциплинирани и одговорни, да исполниме некоја своја желба и причина поради која што сме на Војната академија и да бидеме припадници на армијата на Република Северна Македонија. Дали питомците се решени да останат тука или можеби ќе се обидат да стекнат дел од искуствата во меѓународни води па да се вратат дома? Како размислувате како млади? Со оглед на целата општествена констелација која што е присутна тука. Во текот на студирањето ние имаме можности за Erasmus Plus програмата, каде што имаме размена на студенти во странските држави, имаме комуникација со со колегите од странство, каде што разменуваме искуства, се стекнуваме со повеќе знаења, практика, за да бидеме подготвени да служиме на нашата татковина. Јас морав да отстапам поради кадарот, за да го најдат колегите сниматели. Ке се вратам на пултот. Професоре, питомци, Војна академија, Војска на Република Македонија,
имам право да го кажам тоа, нели, на Македонија. Што ќе им порачате на младите? Како да се однесуваат понатаму кон она што следува во нивната кариера кога ќе завршат со образовниот процес? Вака, процесот на едукација на еден офицер не завршува со дипломирањето на Воената академија. Тие постојано ќе бидат во еден процес на учење и усовршување, како што ќе одат со должностите, значи напред, ќе има потреба да повторно се вратат на Воената академија, да дојдат на курсот за командири на чети, курсот за штабни офицери, комуно-штабната школа и се надам во блиска иднина, ако има можности да акредитираме школа за национална одбрана, што би било од голем успех и интерес, бидејќи ако погледнеме во околината ќе видиме дека бројот на воените академии многу поголеми држави армии од нас ги немаат, а ние веќе го имаме тој меѓународен кредибилитет, слободно да кажам, бидејќи школуваме питомци од Босна и Херцеговина, од Црна Гора, од Косово, така да сметам дека младиве, мојата порака би било секогаш да се борат за знаење и да го пренесуваат тоа знаење, работата да ја работат честно и одговорно, затоа што да служиш на татковината представува и чест и одговорност за секого од нас и нормално оно што ги учам секогаш, во армијата не работи чинот, туку работи знаењето и вредат оноку колку што знаат, нека се борат за знаења. На Воената академија има од кого да научат и што да научат и во иднина нека ги пренесат тие знаења на помладите генерации.